Добар ден! Во денешната училница на часот по математика за вивото делење ќе ве водам јас, Елена Кузманова, наставник во Општинското основно училиште Лазар Миловски од Скопје. Ве поканувам заедно да обработиме наставната содржина за овој час. Под темата број и решавање проблеми ќе обработиме наставната единица операции со цели број. Најпрво да ги разгледаме целите кои треба да ги постигне ученикот при реализација на оваа наставна содржина. Ученикот треба да научи да собира, одзема, множи и дели цели бројеви. Ученикот прецизно пресметува избирајќи операции и ментални или пишани методи соодветни на броевите и контекстот. Да се подсетиме од што се состои множеството на цели броеви. Множеството на цели броеви ги содржи позитивните и негативните цели броеви и бројот 0. Целите броеви ги представуваме на бројна оска. Ќе разгледаме едноставен пример како да собираме два броја на бројната оска. Збирот 1 плюс минус 4 на бројната оска изгледа вака. На бројот 1 му додаваме минус 4 и добиваме минус 3. Ваквиот начин на собирање и одземање цели броеви не е практичен, особено за поголемите броеви. Затоа, за да собираме и одземаме цели броеви, користиме правило за ослободување од заграда. Нека со плюс означиме позитивен број, а со минус негативен број. Со едноставни примери ќе објасниме примената на правилото. Што ни покажува вака запишаното правило? Првиот знак ни означува операцијата, собирање или одземање, а вториот знак каков е бројот, позитивен или негативен. Што значи собирање на позитивен број ќе даде позитивен знак? По примерот го гледаме тоа. Но што треба да правиме кога ќе се ослободиме од заградата, а при тоа добиеме броеви со различни знаци? Ќе примениме уште едно правило кое гласи: ако броевите имаат различни знаци, се пишува знакот на бројот кој е поголем по апсолутна вредност, а броевите се одземаат. Во нашиот случај, 5 е поголем и позитивен, што значи резултатот ќе биде позитивен, а броевите 5 и 3 се одземаат. Второто правило за ослободување од заграда е кога имаме собирање на негативен број. Тогаш добиваме негативен знак. Значи, плюс и минус ќе ни дадат минус. Откако се ослободивме од заградата, добивме два броја со исти знаци. Правилото гласи: ако броевите имаат исти знаци, знакот се препишува, а тие се собираат. И 3 и 5 се со минус, па крајниот резултат ќе биде негативен, односно минус 8. Следното правило е слично на претходното. Одземање на позитивен број. Односно, минус и плюс даваат минус. Последното правило е одземање на негативен број. Односно, минус и минус даваат плюс. Ќе разгледаме еден пример во кој имаме примена на правилото. Кога решаваме вакви задачи, најпрво треба да ги видиме знаците, а потоа ги применуваме правилото. Примерот ни е плюс 25 минус плюс 29. Тоа значи дека одземаме два позитивни броја. Кога се ослободуваме од заградата, добиваме плюс 25 станува 25. Според правилото, минус и плюс даваат минус, односно добиваме минус 25. Бидејќи двата броја се со различни знаци, го земаме знакот на оној број кој што е поголем по апсолутна вредност, а тоа е минус 29. А броевите ги одземаме. Односно, минус 29 минус 25 ни даде минус 4. Во примерот под Б, ќе видиме дека истите правила за ослободување од заграда важат за децималните брои. Има минус 13,4 минус 8,4. Односно, во овој пример одземаме два негативни броја. Кога се ослободуваме од заграда,
негативниот број се останува негативен, односно останува минус 13,4, а минус и минус даваат плюс, односно плюс 8,4. Повторно, бидејќи броевите се со различни знаци, позимаме знакот на некој што е поголем по апсолутна вредност, односно минус. А броевите ги одземаме. 13,4 минус 8,4 е еднакво на минус 5. Следно што треба да научиме е кои правила важат кога множиме и делиме цели број. Повторно, нека со плюс означиме позитивен број, а со минус негативен. Ке ги разгледуваме истовремено правилата за множење и делење, бидејќи се исти. Производ, односно количник на два позитивни броја е позитивен број. Производ, односно количник на позитивен и негативен број е негативен број. Слично како и претходното правило, производ, односно количник на негативен и позитивен број е негативен број. И последното правило е дека производ, односно количник на два негативни броја е позитивен број. Што треба да запамтиме? Ако двата броја имаат исти знаци, резултатот е позитивен. А ако броевите имаат различни знаци, резултатот е негативен. Да разгледаме пример по кој се применуваат правилата што претходно ви кажа. Множим минус 8 и плюс 11. За разлика од собирањето и одземањето, тука немаме ослободување знак. Туку веднаш го определуваме знакот, ако тоа е вредност. Односно, по правилото на множење негативен позитивен број, добиваме негативен производ. Па затоа, минус 8 по плюс 11 еднакво на минус 88. Во вториот пример имаме делење на позитивен и негативен број, според правилото количникот ќе биде негативен број. Односно, 96 поделено со минус 6 еднакво на минус 16. Во примерот под В ќе видиме дека истите правила важат за децималните броја. Кога множиме два децимални броја со исти знаци, тогаш производот е позитивен. Односно, минус 12,1 по минус 3 е еднакво на плюс 36,3. Во третиот пример имаме производ на три броја кои што се со различни знаци. На кој начин ги извршуваме множењето? Прво ќе ги помножиме првиот и вториот, па потоа кон тој производ ќе го додадеме и третиот множител. Производот на првиот и вториот множител, односно на 3 и минус 5 е минус 15, па потоа множиме со минус 9. Според правилото за множење, производ на два негативни броја е позитивен број, а затоа минус 15 по минус 9 е еднакво на плюс 135. Ако во изразот имаме повеќе од два броја, тогаш треба да пресметуваме според редоследот на запишување. Во следниот пример имаме степен на негативен број, минус 4 на квадрат. Според дефиницијата на степен, дека тоа е производ од еднакви множители, го запишуваме како минус 4 по минус 4. И според правилото, множење на два негативни броја ни дава позитивен производ, а тоа е еднакво на 16. Односно, кога квадрираме негативен број, резултатот е позитивен. Тоа е се за денешниот час. Ви благодарам на вниманието.